би сакала сите да го знаат и да го земат во предвид е дека може 5 до 7 години пред да дојде до промена на вашите тироидни хормони, и во овој случај ТСХ воопшто не е тироиден хормон, е хормон, значи на на самиот мозок, на еден дел во самиот мозок, како треба да го кажеме. Значи, имаме еден временски период од 5 до 7 години каде што имаме постепено покачување, може и да биде и понагло покачување на антителата на тироидната жлезда, каде што доаѓа до активно уништување на самата тироидна жлезда, се додека самата тироидна жлезда не биде уништена до степен каде што нема самата да биде способна да произведува во доволна степен тироидни хормони. И ова е местото каде што вообичаено најголем дел од самите пациенти се откриваат. Значи, кога веќе ќе дојде до промена на самите тироидни хормони. Но ние, оно што можеме да го направиме, во идеалниот случај, е да го фатиме пациентот додека има само покачени антитела, за да успееме да превентираме да не стигне до промена на самите тироидни хормони и до уништување на самата тироидна жлезда. Затоа што Хашимото реално не е проблем на тироидната жлезда, а е автоимунно заболување, што значи дека е проблем и болест на самиот имунитет. И доколку делуваме на самиот имунитет, и доколку направиме имуномодулација, и би рекла, не е толку просто и едноставно целиот процес, но доколку се посветиме на тоа, значи да постигнеме една комплетна контрола врз целиот систем на телото, дефинитивно можеме и да не стигнеме до терапија.